Гостин во Собранискиот канал е председателот на Собранието Талат Џафери. Председателе, добре дојдовте во Собранискиот канал. Чест ни е и задоволство што вие сте еден од првите гости и соговорници во Собраниското ТВ студио. Функционирањето на Собраниското телевизиско студио е заложба на неколку собраниски председатели и на неколку собраниски состави. Дали со ова сметате дека ќе се зголеми отвореноста на Собранието кон граѓаните? Секако идејата, иницијативата е уште од 2006 година во тој состав. Фактички во тоа време не сум бил во Собранието. Од 2008 по доаѓањето во Собранието, значи бев и во тогашните состави на создавање на Собраниски канал, односно функционирањето на Собранискиот канал, по однос на промените по однос на функционирањето на Собранието. И секако се правеа напори во континуитет и ово е уште еден факт дека институционалната меморија е една од битните работи која што е неопходна за да може нешто што е започнато во претходен период да може да има континуитет во идејата и во замислата за она што треба да изгледа и како треба да изгледа една идеја, една иницијатива која што треба да добие формата онако како што е добиена формата овде во ТВ студиото, односно Собраниското студио, кој што ќе треба да поработи по однос на она што е функција на законодавна постапка, односно на општење со јавноста. И секако, Собранискиот канал и Собраниското студио ќе придонесе кон доближувањето на пратениците до граѓаните, односно Собранието до граѓаните во смисла на она што е проект контра размислување по однос на проекциите и проектите кои што ќе бидат предмет на дебата во Собранието. И она дел од дебатата што се води во пленарна сала и по комисиите, соодветно ќе можат да ги спротивстават аргументите про et контра предлагачите, односно подржувачите и противниците на еден проект евентуален кој што ќе биде пред Собранието. И секако, значи, можам да потврдам дека ова ќе придонесе кон транспарентноста, отчетноста, одговорноста на народните пратеници пред Собранието, пред граѓаните и по овој пат. Така да се добива на квалитет и на додадена вредност за оно што сме го потрошили како материјални средства, се враќа како додадена вредност до граѓаните да можат да бидат во секој момент информирани, осознани по однос на темите и дебатите кои што се водат и кои што се водат во Собранието. По речиси 7 години и 2 мандати го напуштате за неколку дена Собраниското председателското место во Собранието. Дали сте задоволен од она што се реализираше во изминатите 2 мандати и кој момент ви беше најголем предизвик, а кој најголем професионален успех како председател на Собранието? Па видите, секако дека човек која ќе дојде во ситуација да се постави на некоја од должностите, конкретно како председател на Собранието, па и како пратеник воопшто, како мандат, кој што носи мандат нечии, треба да е свесен уште од почетокот да брои на назад. И за себе јас сум броил на назад дека еден ден ќе дојде и денот кога нема да сум на функцијата и како природен истек на мандатот или како потреба за поместување на друго место. Во тој контекст, значи уште од првиот ден во 2017 година сум бил свесен дека се работи за мандат и денот Д ќе биде пред нас и треба тоа секако да се разбере дека е прифатливо. И во тој контекст ангажманот е да се оствари идејата и заложбата за оно што сте избрани и поставени на таа функција. Секако во овие 7 години, значи 2 мандати има предизвици многу со кои што сме се соочили како собрание, но од почетокот на мандатот првиот предизвик беше да се надмине состојбата по оние настани од 27 април, каде што меѓучовечките односи беа фактички во спротивставени позиции, така да ни на лична основа никој со никого не комуницираше, а функционирањето на Собранието беше неопходно да продолжи да функционира и тоа изискуваше како предизвик човекот да се постави помеѓу страните и да си направи напор да ги доближи. Тоа е еден од првите предизвици
и сметам дека тоа соодветно го изменаџиравме и заеднички, значи со заеднички напори успеавме да ја надминеме таа состојба, без оглед што сите ја паметиме и треба да ја паметиме, но работава и функционирањето на собранието и по такви услови треба да продолжи и да ги исполнува функциите кои што со устав, со закони се доверени, значи и законодавна и надзорна функција и представничка улога на собранието, значи мора да биде максимално во функција. Други предизвици е статусот на собранието по однос на другите власти. Општа беше констатација и е констатација дека собранието се ставило во подредена улога во однос на другите власти, особено на извршната власт. А имајќи предвид дека е ово парламентарна демократија, собранието е највисокиот орган, законодавен орган и како иерархија на властите е на врвот на хиерархијата и така треба да се постави. Таа се рефлектира, таа поставеност кроз зависност, односно независноста на буџетирањето и буџетот, кроз зависноста, независноста на статусот на службата во собранието и низа други надлежности кои што ги има собранието. И мислам како предизвик, имајќи предвид дека подолг период сум присутен во собранието, веќе како шести мандат како пратеник, си ги имав осознаено сите овие работи по однос на статусот на собранието и затоа при првиот мандат со тогашниот премиер, значи Зоран Заев, си седнавме на заедничка средба со раководството на собранието, значи со генералниот секретар, со владата и представници од владата, со кои што овие теми и дилеми ги отворивме, значи оф рекорд меѓу нас како дебата и ни беше заедничка констатација дека треба собранието да се поврати во онаа улога која што и по устав ја има и сметам дека тоа успеавме во голема мерка да обезбедиме независност од собранието и по однос на буџетирањето и по однос на функционирањето внатре, значи службата, статусот на службата е определено со закон. Знаете дека беше потребно од собранието да бара согласност од Министерството за финансии, Министерството за информатичка општество и администрација по однос на обврските и надлежностите кои што ги има собранието по однос на статусот на службата. И тоа е еден од примерите каде што собранието било зависно од волјата, например, на министрот, односно на дел од извршната власт. Тоа со законот за собрание ја повративме како надлежност изричката на собранието и е воспоставен систем на носење на одлука во собранието по односните прашања. Значи, тој систем е воспоставен внатре и самото собрание одлучува за прашањата кои што се од надлежност и за потреба незина и остана започната недовршена зависност, односно собраниската служба за обезбедување на собранието внатре, која што треба да добие независност во командна линија и по однос на командната одговорност, во смисла во ситуација кога обезбедувањето ќе биде поставено во собранието внатре, нивната задача да не зависи од размислувањата и од одлуките од канцеларија на Министерството за внатрешни работи, него изричито да биде под надлежност на собранието. Друга работа дали тоа ќе биде под надлежност на председател на собрание, на генерален секретар или на посебен орган кој би се формирал во собранието како тело кое што би раководило со обезбедувањето. И таа е веќе идеја во размисла и низ програма за поддршка на собранието веќе се работи на тој дел. Ние имавме комуникација и со Бундестагот кој што од таму ги црпиме искуствата за најдоброто можна решение кое би било за нас да може да се воспостави, но секако тоа изискува и своји определени законски измени по однос на законот за внатрешни работи, по однос на законот за полиција, каде што би се определила статусот на обезбедувањето собраниско, што да не и со посебен закон како што е принципот на судското обезбедување или другите институции кои што имаат посебни сегменти на внатрешно обезбедување. Значи по тој трк, значи ги следиме сите искуства и најдоброто решение би се вградило во собранието. Значи секако статусот на службата беше предизвик сам по себе. Огромен дел на службеници беа
во смисла кариерното унапредување во заостанатост, значи заостанаа во тој дел. Успеавме околу 90% веќе од службениците кариерно да си ги доведеме во степенот каде што и кој што го заслужува за работата и секако благодарност за ангажманот, сериозноста, професионалноста на службата по однос на извршување на своите обврски во сиве овие 7 години колку сум во собранието. Еден од моментите кои мислам дека ќе се сложите заслужуваат да ги издвоиме изгласувањето на новиот деловник со консензус. Власта и опозицијата на крајот на овој мандат се договорија и со консензус и мнозинство гласови изгласа нови правила, односно нов деловник за работа, кој што ќе почне да важи за следниот парламентарен состав. Дали ова ќе значи и поефикасно собрание во иднина? Па секако деловникот и спроведување на одредбите од деловникот беше предизвик сам по себе, значи и нажалост извор на сите оние работи што ни се случија во собранието. Тоа е општа констатација на сите нас кои што сме и кои што сме биле претходно во собранието. И затоа уште од 2018 година го отпочнавме проектот Жан Моне диалог во соработка и поддршка од Европскиот парламент со учество на европратеници како олеснители. И во првите дискусии кои што ги отпочнавме, прва констатација заедничка беше дека има потреба од носење нов деловник, односно првичната идеја беше да се измени и дополни постоечкиот деловник, но на предвремени избори 20 година, значи застанавме во тој процес со спроведувањето на процедурите од 2020 па наваму со актуелните процедури и деловник, ни се надополни констатацијата дека има и дополнителни прашања кои што се проблематични по однос на регулацијата со деловникот и затоа општата констатација беше дека ќе мора да имаме нов деловник како целина со кој што прецизно ќе се уредат сите прашања кои што се појавија низ функционирањето на собранието до сега. И општа наша констатација е дека новиот деловник овозможува поефикасно, пофункционално собрание и има решение за секоја пречка која што во претходниот период се наметна како проблем пред собранието, особено по однос на обврски за свикување и одржување комисиски расправи, особено по однос на големиот број амандмани. Јас чинам дека сите амандмани се во архивата на собранието и преку веб страната можат да ги читаат и граѓаните да имаат пристап до содржината на тие амандмани, за да можат да разберат зошто беше на таков начин спроведено и доведено во прашање, односно да се донесе деловникот со такви предуслови што, нажалост, иако претходно имавме општ консензус од сите присутни во собранието, нажалост, двајцата пратеници од левица се решија на таков потек да попречат или да остават дамка и на процесот на носење на овој деловник, но огромното мнозинство пратеници и представници на граѓаните го донесовме деловникот и на општа констатација сме дека тој ќе придонесе за посоодветно функционирање на собранието и посоодветно условно кажано да влие врз перцепцијата на граѓаните и соодветно да биде променета и таа перцепција од она на нефункционално собрание, да биде поблиску до граѓаните и секако да имаат поинаква перцепција. Јас сум убеден дека перцепцијата на граѓаните по однос на функционалност на собранието од наредниот мандат ќе биде попозитивна, поефикасна и посоодветна. Веќе од следната недела одите на нова функција, ќе бидете прв човек на техничката влада која треба да ги организира и да ги спроведе изборите. Дали очекувате фер, демократски и успешен изборен процес на пролет? Па јас не дека очекувам да имаме такви избори, ние имаме обврска да обезбедиме такви избори и тоа е предизвик сам по себе и прво лично за мене како носител на таа функција, а имајќи предвид искуственото комуницирање со
представниците кои што ќе бидат дел од таа влада, сметам дека на сите ни е јасно дека сме должни тоа да го обезбедиме за граѓаните. И јас сум убеден тоа дека ќе го обезбедиме и ќе имаме консензус меѓу сите учесници во тој процес, тоа соодветно да го обезбедиме. Тоа ни е и морална, и политичка, и етичка обврска и на крајот и одговорност наша, на нашите граѓани, на нашата држава да ја обезбедиме соодветна слика пред меѓународните институции кои што соодветно ќе го надгледуваат процесот на избори. Впрочем, ми имаме обврска да обезбедиме меѓународни организации и институции да имаат соодветен увид во процесот и секако во тесна соработка со Државната изборна комисија ќе направиме се за тоа да го обезбедиме. Јас сум убеден дека тоа така ќе биде. Председателе, ви благодарам за гостувањето во Собраниското студио и ви посакувам многу успехи на новата функција. Благодарам и на вас и секако користам прилика на сите вработени и ангажирани во студиото, во посебната единица, значи успех, здравје и секако соодветно представување на програмите и целините кои што се во интерес на граѓаните. Ви благодарам.